Кога авантурата ќе стане лезет, тогаш патувањето е песна. Овој пат таа го грее убавото студенило, го разигрува снегот на местото кое старите германски племиња го нарекле божествено или Божје место. Нашата мала алпска убавица во истокот на Македонија денеска е посебна затоа што гостинот е цар. Миле Кузмановски, кадифениот баритон, не стопи со спомените за снежните лудории, за детството и играта во малата бела населба, која денеска пораснала во зимски центар, со сите марифети за комплетно уживање, од кое најдрагоцена е гледката на бакарните за Едисонца. Не су тој што криви дрини во љубов исправа. Сите стари сметки ке ги исплатам, со моите боеми ке се испратам. Патувањата се единствената работа која ја купуваме, а не прави побогати. Со оглед на тоа дека на моето денешно патување сум со еден мој многу драг пријател, веќе се чувствувам пребогата. Не чекаше многу. Кај си, Миле, добар си ми. Ние дојдовме заедно, нели да не глумиме дека се среќаваме овде, бидејќи ти немаш никаква врска со Кочани. Нема да останеме во Кочани, те носам на едно друго место, на кое што неодамно ми кажа дека не си бил од кога си бил дете, така рече. Е сега за да не биде дека те носам директно таму на чист воздух, да не те опијани многу воздухот, прво малку да се окрепиме, можеме? Можеме. Е па време е да појадуваме, затоа што не чека на вистина долг ден и ќе речам и така напорен. Напорен, нека е. Е па ајде. Ајде. Фала, Миле. После тебе јас раскрстив со љубовта и со памета. Кажи ми во 4 очи и ке се помира. Што морам да ја готнам. Свирачи настал не доаѓајте, таксисти мои веќе не ме чекајте. Што ќе ми е тоа кога немам кому да се враќам. Патувањето е целосно, ако има добри станици. Тоа се памти и по вкусовите, кои се раскажуваат заедно со местата што ја збогатуваат авантурата. Кочани си има една таква вкуснотија, еуфорија од солено до благо, во најубавите верзии на брендот зад кој стои името Беличеви. Таа започнува од очите кои се полни со богат избор, а со вкусувањето не завршува, туку трае и трае, чувајќи го вкусот кој го украсил патот. Од највкусни пецива, буреци од кои спарува аромата на традицијата, пастрмајли и богати пици кои ја донеле Италија во мало катче од истокот, до фантазија од сладки, започната од млечната сензација трилече, до популарните сникерс и орео, а помеѓу караванот торти и колачи за гурманите по благо. Возот од сладкоти ја најавува белината која овде е прекривка од кремови и шлагови кои течат. Глазурираат, како што горе снегот ги зашекерил врвовите на Осоговските планини, чиј украс, шлагфорт на зимската приказна, е пониква, нашата источна целувка, или што би рекле, послица. А некој празни, ни еден не ми донесе среќа, до кога ова срце да чека.
te da čekam. Posle dene ovojimo za nas, ajde srce ne čekaj ni čas, ako ja nema ta od moj zvon, toga smenije na pogrešen peron. Posle dene ovojimo za nas, ajde srce ne čekaj ni čas, ako ja... Изгледа добро е што малку окрепивме доле со храна, зашто сега ќе измрзнеме. Овде е малку студено. Да, сонцево, ова е од она сонце со заби, така. Со запчиња, да. Споменавме во најавата дека одамна не си бил на пониква. Така е. Рече како дете. Да. Ајде некако така ми дојде да го почнеме така разговорот. Рече како дете. Какво дете беше, Миле? Па, мислам дека бев како и сите деца, нели? И малку и белјаджија, малку но мислам дека бев добро воспитано дете. Тие се оние генерациите, сега мислам дека се оние последните генерации кај што се слуша и мама и тато. Нели, кој ќе кажат ова е така, нема многу, немаш избор многу. Во седом во крејат, тоа е тоа. Но да, оние игри детски, несташлусти, глупости, правење, да, имало секако. Се сеќаваш ли можеби на некои интересни случаи од некои вакви зимски лудори, ајде ќе речеме, зимувања? Добро, санкањето било интересно, не секогаш си имал санка, па најлонот бил спас одма под грс и шиваш надоле, така да тешко се кочи со најлон, да знаеш. Тешко, знам. И често завршувавме во некои грмушки сериозни, онака со боцки фино. Кој ке станеш, не знаеш што се чистиш поише, дали од снегот, дали од боцките, од трњата, но се е тоа една детска игра која што е убава и е те останала во памтење. Пак ќе ти кажам, немаше многу ресурси за како сега. Сега имаш сешто. Не знам, даски за скијање, ски, секакви некои лудори, не знам, ратраци за возење, не знам што не има. Тогаш немаше стварно ресурс, нешто беше санката беше врв. И тоа домашна направена, домашна, рачно направена, швајцувана, или после помодерните ни пластични, ако памтиш, излегува едни као корито со кочници, од страна има кочници пластични. Не ги памтам, били, јас тогаш не бев родена сега. Не беше родена? Не, си била родена. Се шегувам. Да те прашувам дали си по спортот или не, нели сега... Многу. Ама не, како ми рече, многу. Многу, озбилно многу. Да? Да. Како дете, многу играв и баскет, фудбал, мал фудбал. А по зимскива спортови? 24 сати бев на игралиште. А по зимскива спортови? Па не бев некој љубител многу на скијањето, на ова, но ја сакам планината да прошетам, да е вака, чист воздух. Да прошетам по снег, онака да го разгазам прв, да крцка под нога и така. Убавина. Спортот го сакам и ден денеска го сакам. Не спортувам за жал сега многу, се гледа по мене. Но порано бев 24 сата на игралиште. Играв многу баскет, многу фудбал. Таква беше и дружбата, тоа беа игрите. Со зимскива спортови како Слабо стојам, зборувам со скијањето, со тоа ти кажав, со најлонот и со санката да, нешто скиите некако не ме повлекоа, а сакам да прошетам на снег, на планина, на убав воздух и така. Значи, чист воздух. Вистинскиот човек го донесов на вистинското место. Да. Реков, тоест заклучивме дека сонцево е со заби. Со запчиња малку, да. Ти ми спомена дека многу сакаш кога снегот ти крцка по нозе, така? Да. Оној првиот кој ќе падне онака добро, некој 70-80 сантима, нели? И како го разгазуваш, така пропаѓаш и... Ти си, Миле, романтична душа, јас од предка спортист, ти си бил романтична душа. Па види, тоа е све поврзано, спорт, музика, спорт. Сега снегов поднозеве ни крцка, ама искрено да ти кажам, мене почна да ми мрдат прстињата, да. Имаме на располагање овде и санки и ски, ама бидејќи не си ти по ништо од тоа, одам да најдам кеса, па да нема да ме тераш да се спуштам со кеса сега. Грмушки има, кеса има, Миле. Да си одберам грмушка. Одбери си грмушка. Грмушка. Сега одам јас по кесата, ти чекај кај грмушката. Ајде. Ајде.
Da ja premolčiš. И сета оваа белина од песната на Миле. Овде главниот креатор ја позлатил со сонце, за да биде волшебна. Лабела пониква, освен што е чардакот на Осоговските планини. Таа е стратешки идеална за чуварите од воздухопловството, кои барали идеална планинска позиција со пристапност и шума за полетување и за солнување. Едно такво место е токму ова, пистата на поранешниот спортски аеродром за воени цели. Спомен од ЈНА. Денеска, ова е темето која ја најавува туристичката населба, која со сите вредности и чудесии ги надмаши популарните зимски центри. Може би затоа што е мала, стокмена, и рустична и модерна, но не толку експонирана. Таа има се за сите, и за оние кои сакаат адреналин, и за оние кои бараат лезет. Полна и разновидна, со ловни зони, дивеч, вегетација, историја, пейсажи и воздух кој е обоен во нотите на сите 4 годишни времиња. Денеска Пониква е бисер во градите на Осоговијата. Божје место, име родено од сонце и белина, од љубов меѓу копното кое тргнало кон небото, се извишило во планина, релјефна, убавина. Dovek dušo kraj tebe, novela se ke pomine. Sam protiv se, do koga li vaka, ej živote, na koja li boja, na koji broj, ovoj rulet, nokvake zastane. Браво. Се надам дека од она што досега успеа да го видиш, не се каеш што ја прифати поканата да те прошетам. Не, супер. Ти благодарам што ме извади на планина. Баш не бев деден одамна, со врските со работата многу малку време, но ти благодарам за преубавиот ден. Сега не знам дали ќе ми бидеш благодарен ако испонастинеш. Сега мислам не. Види, ние сме сега малку изненадени од синегот во јануари, нели, па некако дојдовме полуспремни. Кежуал многу. Да, сакавме да се качиме горе до манастирот. Да, патот не е проден, за жал не успеавме, меѓутоа и оно што нели го гледаме вака е навистина. Морам да признам, многу е изградено. Од оној одамна јас што не сум деден, стварно има убави објекти, убаво е направено, минималистички така, ама се е окей. Она што ни падна во очи се оние мали брвнари направени, да. Да, преубави. Си размислувал ли некогаш можеби да си направиш кукичка во вакво некое местенце за да после настапи да дојдеш да си уживаш? Мојот сон од секојаш бил таков. Негде некоја кукичка така на страна. Сам со себе кога сакаш да видиш, да се собереш, да си кажеш што имаш, да му кажеш на тој другиот, ти текнува. Тоа ќе те прашав сега, ајде кажи си што имаш. Не вака. Или денеска убав ти е денот. Да, убав ми е денот. Не когаш нели сам со себе кога се караш. Тоа е кога ќе се соочиш сам со себе. А тоа што ме прашал за брвнарите ги сакам затоа што ако памтиш на времето не каниме е снимено во Брвнара. Хот тебе нека не биде која реклама, но пријателот Роберт Хот кој што ги правеше тие брвнари во една од нив снимавме. Преубава Брвнара. Така да ги сакам тие дрвените кукички.
Ништо, Миле правија дрвенава кукичка, И ќе доаѓаме Ќе те на канам Скара. на ракија на Скара. Не каниме. Не каним. А така се вика поканиме. А така ли? Или како беше она тури не прашува и така имаше. Имаше една, да, имаше таква на една тури не прашувај, да. За музичките планови ќе зборуваме Ќе подоцна, зборуваме подоцна. бидејќи нели ако отидеш некаде, ако не пробаш некој локален специјалитет, да не си бил исто таму. како да не си бил, Така. тоа ни е следната дестинација. Она што сакам да те прашам, бидејќи имаш 3 ќерки дома, Така. сега генерацијски се малку различни. Различни, да, во години. Така, пред кога те прашав какво дете беше ти, како се справувате по дома со различни генерации, да. Генерации, секој со своите потреби. Овие двете се големи, Јана, близначките се големи, прва година се на факултет. Малото е 5 години, оди во градинка и секој со своите потреби. И сега тоа треба да се изменаџира некако. Па некако успеваме, не знам. Можда и не успеваме, а ние мислиме дека да. Појма немам. Битно функционира. Битно тера, така. Тера. Значи, понекогаш полагаш испити, а понекогаш си играте, стучите песнички за во Не градинка. полагам затоа што се они самостални, веќе си учат. Не им досега многу, не препрашувам многу каде што е, него така у разминување ова како што направи, добро беше, супер, добро и тоа е. Не прашувам многу, зашто знам и тоа прашувањето често е можеби и досадно, не знам. А строг татко си? Па не знам дали сум строг, не верувам. Не верувам, ја барем така мислам. Да, знам да свикам, знам да се воспалам понекогаш, но добро, тоа е се живот. Се дел од, нели, Секој невието на секој, така, на секој човек. Да. Сега рече со испитиве си, нели, коректен, не се расправаш многу, а што е со зетовците? Со зетовците? Со зетовците? Па, ако им е нив убаво со тие со кого се е, барем ја што знам, едната има врска, другата не пријавила се уште, дека врска или така натаму. Па ако им е нив убаво и мене ќе ми е. Како да ти кажам, немам некој проблем таков. Се е тоа нормално. Не си од оние татковци што не ги пуштаат ќерките да мрднат од дома? Па не е во ред тоа. Мислам дека не е во ред. Секој со својот късмет, секој со својот живот треба да се живеат годините тие, нели? Как тие доаѓаат, тие се тие години кога се заљубуваат луѓето. Нормално, се е тоа. Како рече, не е во ред така да се мешаш. И мислам дека веќе не е во ред јас да те држам надвор на Ладново, зашто Биди хумана, моли. да, како те најавив како мој голем пријател, да не се вршиме како големи непријатели. Одиме да прошетам уште малку, Ајде. затоа што навистина Па да ти кажам, многу пријатно ме изненади овој пат оваа посета овде. Навистина изградена. Пререковме преубави кукички дрвени, гледам хотел веќе сериозен убав. Гледам луѓе кај што застанавме таму, кај што скијавме, гледам дечиња се скијаат и школа сигурно има и за скијање, така да пак ќе кажам, све е некако минималистички, ама се е тука, убаво е. Миле, гледам Убаво е. јас дека ќе почнеш ти понекад топло Ќе да ја дојдам, препорачуваш, ќе а и ќе ја дојдам. посетуваш. Не, ќе дојдам, сигурно ќе дојдам. Зашто оваа година ја прескочивме, обично секоја година сме негде на планина. Да? Да, ама оваа година нешто не знам, со врските многу, со факултетите децата, јануарски сесии, нели има полагање сега, па може да се случи февруар, да се надевам дека ќе имаме снегче во февруар, ќе падне па малку да се изрелаксираме. Па да И би дошол овде, искрено да. да ви изненади снегот и во февруари, Да, во така? февруари, да. Одиме, Миле, малку да прошетаме Ајде. и време е за уживање. Ајде. Доста работиме. Ајде. Ајде. За сите добри времиња, заедно што ги минавме, не ке лошо да заседнеме, како што ние знаеме. Миле рече дека до сега немаше време да одмориш, дека планираш нешто во февруари. Па еве го моментот. Па затоа јас ти те донесов овде, да не бараш сместување, Да. го најдовме, мислам дека Го најдов. местото, така? Да, прекрасно. Како им пишуваше на чашките Мотото? за чај, да, полнам батерии. Полна батерија, така е. Овде дефинитивно се Дефинитивно се полнат батериите, убав поглед.
домакините прекрасни. Така да мислам дека ќе бидам овде гост. Бијата да ти кажам, мислам дека ќе си останеме ни овде до февруари, покрај каминов, колку е топло, надвор веќе не Бога ми, излегувам, да. дефинитивно. Преубаво. Ова е само за оние романтични души, како што рече дека се Каминот. ти. Каминот е друга димензија на се. Каминот дава топлина, каминот дава инспирација. Едноставно каминот е љубов. Важиш и за искрен човек, барем нели нашата релација била секогаш таква, можам да кажам дека е така. Мислам дека сум бил коректен до сега. Така. Не само према тебе, него и према новинарите општо. Так. Ми беше прашањето искрен си, директен, но колку луѓето знаат да го ценат тоа. Знаеш зошто те прашувам? Секогаш луѓето велат многу сакам искрени луѓе, а кога некој ќе му кажеш вистината, се лут. Вистината па некогаш боли, да. Знаеш како, суетата е опасна работа. Ако си суетен, тогаш се ќе ти пречи. Например, кај мене, кај секој човек има доза на суета, да не се лажеме, но да не е пренагласена. Кај мене, например, јас толку години работам со Љупчо мој Анастасија у студија и често пати, знаеш, пееш, нели, нормално се снима песната и ќе чуеш од таму знакот кој ќе стисне копчето и вика ова си го направил за нигде. Така да, му викам враќај и она му кај што мислиш дека не е добро, враќај, зашто јас имам доверба во него и затоа јодам таму да снимам. Така да немаме суета, го правиме тоа најдобро што можеме во моментот да го направиме, за да тој запис остане за навек, нели? Нема после да преснимуваме и да правиме. Ама ова значи дека ти не се лутиш, Не а што е само јас. оние другите лутковци? Па сега Кој се лути? кој нека стои. Да. И така и во животот. Мораш да некогаш и да прифатиш и критика, нели? Некаде си сгрешил, може и ненамерно. Со намера немам погрешено, тоа сум уведен у себе, со намера некому зло, не. Некогаш не сакајќи можеби сум повредил некого, но и знам и да се извинам. Ништо миле ќе те, како беше, пак ќе речам полниме Па, батерии, така? полниме батерии, А ќе ги да. наполниме уште малку батерииве покрај каминов и одиме да пробаме некој локален специјалитет. Рековме без тоа не може да се запознае еден крај, така? Да, вика, добро, и храната е дел од оваа убавина, нели? Се е поврзано. Ништо ќе поуживаме овде уште малку и одиме да се Да дегустираме. нахраниме. Па, мора. Ајде. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Пониква е домакинска населба. Со идилична, природна топлина за секое семејство, посетител или друштво. За секој кој сака да се спои со природата, надградена со апартмани кои се перфектен избор за гурманите по задоволство, хармонија и комфор. Овде се полнат батерии, се јакне и чисти духот, се хранат сетилата со сите форми на убавина. Увертирата е уште од шанкот, стилизиран како за мастрав муабет, кој инспирира на специјалитети и сервира по нешто топло за секое жедно грло. Дрвото е основен елемент во интериерот, затоа што е едноставно убаво и пријатно. Изгледа спонтано тежнееме кон природните материјали кои имаат некоја примордијалност, што не враќа на основите – оган, земја, вода, воздух. Во овие удобни планински катчиња ќе го најдете амбиентот на зимската бајка, во која каминот е најсуптилниот момент. Огнените јазици се сценографија во која музицираат, потпукнуваат формите на жарот со мирис на сиров огрев. Токму тоа го нудат апартманите Костески, удобност, комфор и допир со природата. Капацитетите се хит во сезоната. Дел од најатрактивната понуда на Пониква, која со стилизираните комплекси, заедно со скитерените, го создаваат лицето на населбата. Костески се на одлична локација, меѓу двата ски лифта, и нудат вкупно капацитет од 12, 6 мали и 6 големи апартмани, со се сите услови за удобен престој, вклучувајќи тераса, панорама, лулашки, друштвен простор за заедничко уживање во зајди сонцата, пристапност
и секако паркинг место. Ако некогаш ве води патот на пониква, задоволството заокружете го со ноќевање, наполнете ги батериите до врв, затоа што ноките, мугрите и мирисот на планината се искуство кое ќе ве грее с убав спомен до следната авантура. Мира, не знам дали да те прашувам нешто за изборов на местово или... Ништо не прашувај, одлично е. Ти благодарам што ме донеси во овој прекрасен ресторан. И јас сум овде прв пат. Искрено изненадена сум и особено сум изненадена од се ова што е ставено на масава, дефинитивно како... Автентично, сигурно од овој крај овде. Па тоа рековме ќе пробуваме специјалитети и ќе се заљубиме ние овде дефинитивно. Јас дефинитивно ќе се вратам овдека, не знам за тебе, а може и заедно да дојдеме. Јас се вратив, значи мене ова ми е враќање. Тој е втор пат. Мене ми е втор пат веќе, да. Снимање, добро. Така што доаѓам, види, благодарам. следно доаѓаме заедно. Важи. Па ќе си истерам овде Ќе на едно почнеме фино од гезбе. целодневна настава ќе имаме овде. Така. Настава во природа. Настава во природа. Одамна најавуваш албум, знам дека коронава малку ти ги помати Го издадов во сметките. короната. Да? Да. А Само малку маркетиншки короната фати некако све беше даун. сега знаеш како ова 1-0 за тебе ме фати толку неспремна. Неспремна? Јас мислев дека знам се за тебе. Ова ми е минус Го издадов. единица, одам во Не ти е ќош. минус, не е Одам во таман ќош. работа, а мој минус е пред да тргнам наваму заборавив да понесам пошто веќе си испечатени баш летото. Лани летото. Па веќе лани е, да, минатата година доаѓа, да. Веќе сум измешан со... Значи, после коронава, викаме лани, а оно било пред 3 години. Разбираш, и се малце... Не, оно било сигурно како да не изминатото баш, лето, не, затоа баш, што- баш така. во короната Така. го сработев и го издадовме. Но сега маркетинг немаше, телевизија гостување немаше. Тоа што успеавме по Фејсбуци нешто малку турнавме, но се надевам дека ќе допрат песните до луѓето, па Еве, Тоа е. ајде ќе го промовираме сега. ајде. Да, морам да се искупам некако за нема ова. проблем. Да го Нема никаков проблем. Значи, крстен е 30 години со Миле Кузмановски. Така. Колку песни има? Има 10 песни и 3 бонус мора да се стават, нели? Не каниме Кралот, се што побарав од тебе, Господе. Тие Да. се као бонус песни, Сенатор Рекордс ги издаде. Подпомогнато е од Министерството за култура. Авторскиот тим, Истиот кој што стандард, соработил, да, стандард така. све. Таму е Митевски, таму е Љупчо Павловски, таму е мој со, мојот драг пријател. Огнен, тука е Огнен. Многу, да ги не редам, да не ги заборавам, и јас веќе сум убунила. Колку е тешко да се направи песна, зборувам нова, која што така според нели сите некои размислувања би требало да ја замени Не каниме. Дали може да се направи таква? Па Или не може, слична? не може да се направи, не може да биде ни Да. слична затоа што нели секогаш оригиналот е така. Го одговори Ама колку е тешко да направиш Многу е песна тешко. која што треба така да се Многу залепи е кај тешко, публиката. на видум не кани ми изгледа така песничка која што е лесна, која што е лесна за пишување и правење, но не е така. Едноставните песни се многу тешки. Обично кога имаш пристап према нешто дека е лесно, обично тешко проаѓаш. Најтешки се тие песни со 4 тона. Тие 4 тона да ги споиш и текстот нормално да го убодеш да биде приказка добра. Тоа нема да се повтори по мене, барем во мојата кариера. Јас би сакал да се повтори, но многу тешко е да се повтори таков успех на таква песна. 20 години независност прогласена за најпесна. Сите титули ги има собрано што може да се соберат во Македонија. И јас како пејач со нејзе заедно, некако заедно пораснавме. И тоа е нераскинлив дел од мене, нели? Каде и да се Милена појавам, Канева. па да, се реди тука и Кралот и се што побарав од тебе Господи и другите песни, но таа е личната карта моја.
Која е твоја омилена песна? Која е песната на која што така знаеш па да имам се јас отвориш? повеќе песни, се кога е онака седенка кафана, сите знаат дека е репертуарот на Пепи Бавтировски го сакам. На Наум репертуарот го сакам. Од она естрада постарата, дали соседството наше, Цуне Гојковиќ го сакам, Тозовац, некако така. Тие кафанските песни ги сакам. Јас сум спремна со бакшиш, ти спремен си? Значи, каква инспирација ми даде сега? За каква? Да те тестирам. Што, например? Рече го сакаш репертуарот од Наум. Да, имам од момче имам Ајде, дали ќе ми ја погодиш, која ми е омилена? многу песни кои што јас ги сакам. Сега не знам ти што би сакала, тие се дали од постариот репертуар или по новиот, не знам. И јас сега ако кажам дека се знам, ќе се Ти ги демонтирам знаеш. сама себе, Не ги затоа што знаеш не ти го знае, сигурно. фала Богу. Не, нема врска. Знаеш која ми е многу Има убава од онива Наум? Одит звездо. За мене, например, негова песна, која што мене ми се допаѓа баш онака, е и свирачу горскитнику. Таа е убава и отвори ми Мило Пенџер. Прекрасна песна. Ја знаеш? Прекрасна. Јас, оваја ми е некако коњак. Која? Еј, свирачу горскитнику, пушти нека болат твоите жици. Дај она, дај нашата, ноќва пеам само за неја. Ајде, живели. Ајде, па да, Да не сме наздравивме, здрави, живи. така е. И ти благодарам што ме денеска донесе во овој прекрасен наш регион од Македонија. Не ми се заблагодарува, ќе почнеме ти наплаќам. Добро, веќе си платам шо. Со песни. Спомна Тозовац, Цуне, Има и многу, Пепи Бавтировски. има и Пепи. Која ти од Пепи има омилена? и- Некако многу Ја стана актуелни нема. во последно време песните на Пепи. Пепи имам, например, многу песни. Јас од него исто, како на Наумче што ги слушам и неговите песни ги сакам и почитувам. И не само него, да не ми се навредат и другите колеги. Перо Христов, да не го заборавам, Ангелино. Преубава песна. Како беше таа, не ми текнува? Ке си викнам чалги, ке го сотрам сето вино, ако моја не си ти, ке си умрам Ангелино. Ете таа е Ама тоа. кажи, добра ми е финтава. Како беше таа? Ти што си. Имаш ајде, го споменавме, не каниме, тоа Добро. не е хит, тоа е хитиште, песниште, можам слободно да се изразам така. И не е само таа, ги споменавме и Крал без круна и Крал. така, да не ги редиме. Господи, вака онака живот. Музички Нема. си толку многу голем, што апсолутно со право, значи можеш да не правиш муабет улица. Меѓутоа, си многу нормален, многу едноставен и многу природен човек. И навистина многу те почитувам заради тоа. Никогаш не знаеш да одбиеш човек без разлика дали било мој колега новинар за разговори или човек по улица, тоа ми се потврди еве и денес буквално те запираат и ти застануваш што сите имаш и енергија и време и нерви би рекла. Сани, не сме звезди. Далеко сме од тоа. Јас не се доживувам прво така. И мојот однос према публиката е да застанам со секој ако ме поздрави, да го поздравам. Ако побара да се сликаме. Па да ми каже, знаеш, ми ја пееше свадбата таа и таа година. Знаеш колку луѓе така ќе ми приведат, ми пееше свадба, па сега пееше свадба на син ми. И така тоа се моменти ли бевме на концерт таму и таму, бевме на прослава таму и таму кај што пееше. И сега е малку глупо да глумиш некоја величина која што нема потреба да ја глумиш, а си дел од народот и од оваа приказка. И јас се чувствувам најубаво кога сум едноставен. Пошто таков сум и приватно и кога сум на работа. Јас гарантирам и едноставен и друштвен и Да, забавен и да, секогаш насмеен. да. Хранава, ај што сме ние насмејани, хранава ни се смешка. Ми се смее цело време, ни намигнува, вика, стави у тањер нешто. Јас нешто прашував, што е ова, како ни рекоа дека е преслаб
Преслав салата. салата, така како што Така се е. вика и ресторанот. Така е. Овде некое нивно лепче, домашно нивни Ова е сиренца, пинџури. пинџурот нивни. И ова топено сирење Топено, со интересно е, јајце. ова го нема видено до сега, дека топено сирење е дозгора со јајце ли е, така? Па јајце е, да. Јајце. Ќе Интересно. излеземе јајте големи домаќини. Ајде да Јас готвам, сакам Не, да готвам јас и сум ти сигурна, знаеш да така. готвиш, нормално дека знаеш да нормално дека готвиш. така. Но ова е специјалитет сериозен, направено сериозно. Види, ние ќе си го фатиме редот како што си знаеме со ракијичка оди По убаво македонски. мезенце, па после ќе се префрлиме на тој дел. Добро. Редно е да пробаме чистото да знаеме, да препорачаме, така? Секако. Ајде. Секако. Да направиме реси? Рез ќе направиме сега, готово на Царски. царски. Е, живели. Ајде. Бела време се ке промени, ко старо вино штом ке одлежи. Време минува, а во срцево ништо не се сменило. Само трага по вистината, а јас ко ѓавол бегам од неа. Главно во јадење ми се смешка. Прекрасно сирењето, прекрасно. Особовско. Тоа ќе те прашав, те гледам дека и ти некако сличен избор направи Да. како и јас. Да. Што е она што го сакаш да го, Што да го сакам? јадеш? Се сакам. Сега нема нешто што ќе кажам не можам да пробам или све сакам да пробам, да видам да различни вкусови со песната даде Господ нели да се прошетам малку низ светов, да пробаш различна храна и така натаму. Вкусови секакви различни, но пак се враќаме на традицијата. Некако таа ни е најблиску, таа ни е своја. Знаеш кога си слободен, да речеме, ете за време на викенд, кога имате семеен ручек, Да, да си седнеш па како не? ракијиче, салатичка, Да, сега да. не знам, мевце, предпоставам дека си гурман јадеш, така? Од приложено, што мислиш, што е ова? Една моја драга пријателка, знаеш, Вика, не знам денеска што ми е многу сум дебел. Иначе обично не сум ваков. имам еден одговор за, Да, за да. тоа. Една моја драга пријателка кажува дека не е тоа дебелина, туку било чиста физика. Да. И сега пази го објаснувањево. Ајде. Телата на ладност, нели, се Аха, се се собирале, на собираат, топло да, се се ширеле. шират, да, И сега да, ние да. седнавме покрај печка во вдека и Тоа е веројатно од проблем, тоа тоа е, е од проблем. печката. Од топлиот амбиент. И тоа дополнително. Рече дека сакаш и да, тоест И да знаеш и да готвам, сготвиш. знам. Што е она што знаеш да ги изненадиш дамите, бидејќи дома си обкржен само со дами, немаш помош. Сега ајде не биде глупост фалење, готвам се буквално. Не, ќе дојдам, ќе пробам. Ќе пробаш. Ама ајде кажи некој рецепт да готвам размениме нешто. Готвам се и тоа немам некој рецепт и тоа е све така. Фантазија моја, некоја. Селско месо, добро, скарата е скара, нели? Така. И таа има филозофија на печење, огинот треба да го погодиш за да остане месото сочно, но ако збориме за готвени јадења, готвам се. Сакаш тава ориз, сакаш компир печени, сакаш ребра печени у фурна, сакаш македонска тава, некоја миле тава, нема вeze. Милетава. Па да, што ми дојде, пазара ми... Што има по гледам дома? Што ми е убаво, не, што ми е убаво на излог. Дај ми од ова малку месо, дај ми телешко, дај ми јунешко, дај ми свинско. И тоа се го мешам со многу морков, со многу зарзават. Така обавезно доматен сос, убав, домашен кетчуп. И тоа се крчка со печурки и така натаму. Како што ги прават сите македонските тави. Ова што го наброи претходно не ми делуваше нешто искрено Кој е? вака. Па тие месата тоа се што наброи Не не ми сакаш беше месо многу. многу, а? Па не дека не сакам, ама не ми Тестенини не делуваше јадеш? примамливо, ама ова Тестенини? миле тава да ти кажам искрено А тестенини? не многу, смеам, не смеам. смееш, добро. Е па тава тогаш ќе ти правам. На миле тава ќе дојдам. Добро. На миле тава доаѓам, а Добро. додека да биде миле тавата, Добро. сега сме на преслаб, Преслаб. мени. Мени и... Не знам, овде од пиле млеко има, така се вика? Да. Да, им благодарам уште еднаш што не достоија и што ни приготвија вакви прекрасни мезиња и храна. Ништо ви останува да побрзаме со муабетот. Ако може да го убрзаш Нели, ова да- прашање, ова да завршат побрзо. Набрзо почуваат Сега ќе видат брзо, постоите. Така што на
Сега не на следната дружба ќе се видиме веројатно во меѓувреме, ама ќе мора да Има и постиме. после јадења пребои. Да. Ама колку кила ќе... Не килажа, не ја бројам, јас и можеби не намалувам во кила, ниту се мерам, никош не сум се ни мерал, нема врска. И кога најслаб бев тие минус Кога не беше добар, така? Да, кога не бев добар. И тогаш никош не застанав на вага, него ги гледав конфекцијските броеви како ги намалувам. Примерот 62 сум дошол на 50. 52, тоа се многу конфекцијски броја. Ама тоа е проблем. Така, да. Ќе треба да менуваш гардероба. Да, секој месец бев у бутик. Види сега, чувај резерви за да не... Не чувам, ги поклонувам. Па затоа после треба да се трошиш пак од почеток. Ако. Дома си обкружен со дами. Веројатно од мене ќе имаш кога ќе дојде некој зет во куќата. Добро. Не знам, освен ако не сакаш да изненадиш тега, и јас па како лошо проценив. Кој ти е, обично жените се многу строги критичари. Да. Кој ти е најстрог критичар дома? Зборувам кога... Музички збориш, кога Музички, да, кога ќе нешто одбереш и песна така. некоја, да. Сигурно ја преслушувате и... Да. Да, бараш мислење. Моите деца некако никогаш не се мешаат многу во мојата кариера. Музиката што јас ја пеам не им е блиска многу, нормално, тоа се млади луѓе кои што слушаат нешто друго. Но знаат да искоментираат ова е добро, а ова нешто не ми се допаѓа баш. Некако најмногу се водам на она мене што ми вика внатре. Ова да, ова не и така натаму. Некогаш и ќе погрешам. И што е човечки да така, погреши, жив човек греши, така. Но во повеќето избори мои не сум погрешил. Жалиш ли за некоја песна која што можеби ти била понудена, а не си ја снимил? Па немам таква до сега. Нема да ја снимил некој и да станала хит. До сега немам таква. Па нема се што си снимил ти станало хит? Не. Него не се погодило, изгледа така. Например, еве не кани ме кога ми ја понудија, само музика беше. На едно касетче, порано касетки беа. На гитара со на и одма ме фати мелодијата. Таа година снимав за Валандова некоја песна и Орце у кола ми ја пушти, вика имаме една песна направив. Чуја. И ја и реков, ај пушти ми ја мало се, само што 2-3 тона чув, толку. Извади ја, викам касетата, дај ми. Одма ја земав. Знаев дека ќе биде нешто од таа песна. Текстот Борче го напиша во една вечер. Му ја дадов, чекавме една година, пошто тоа е Валандова, Цветници помина, Валандова, па наредната година Цветници, 99-та. И викам, оваа ќе ја пуштиме на Цветници, со голем оркестар да прозвучи таква каква е, пошто не трпи многу синтетика, него природни инструменти, а беше Цветници единствен фестивал кој што имаше голем ревијален оркестар. И реков дека таа личи за таму. Ма дадовме на Борче ја напиша песната, вика, јас завршив, ја преслушавме, направивме демо снимка, тоа е тоа. Рече, не трпи многу товар, ќе речам. Да. Бара природна средина. Природна средина. Миле, ние сме во природна средина, имаме снег, мразовци. Сталактити и сталагмити. Така е. Како беше не каниме? Не кани ме со очите, не барај таква љубов да премолчи ме, ќе заврне во душава. Еј, таква тажна песна не си слушнала. Афонов ме буни од позади. Да, ова е некоја друга Ова е на песна. Завков песна. Како рече, ќе заврне, ако заврне овде, ако не Овде, заве, ако заврне. останавме. Да си одиме кај хаските, ондека. Имам уште една музичка желба, Да. ова е музичка желба. Добро. Оние кои што се потрудија нашата софра да изгледа вака како што изгледа, ми кажа таму некаде дека има омилена песна Крал без Крал круна. без круна, да. Ама јас мислам дека
така ќе го крунисаме ова наше дружење, па ќе оставиме малку за подоцна Добро. таа песна. Добро. И веќе нема да те малтретирам, затоа Не ме што малтретираш, убав ми е мојот. гледаш ли можеби во Ева наследник во музиката? Се уште е малечка за да кажам дали има некој талент, ќе го покаже за некоја година. Ева е многу интересно дете. Сега, нели, овие маливе како се раѓаат со факултет се раѓаат и е многу бистра, многу така, интересно дете, грижливо дете, има емоција, има се. И баш е така некако не помлади не. Ви влесе ведрина Не се во ведрина дома, по така. дома, да. Интересно е. Би сакал ли да оди по твојот пат или можеби и ако сака ќе ја насочиш на нешто друго? Нема да бранам никому тоа што сака, што одбрале да и ги поддржувам во тоа двете близначки, Јана ги поддржав. Сакаа медицина, нема проблем. Учете го тоа што сакате, јас сум тука, се што треба да помогнам и да тоа што треба према децата да се одолжам, нели. Ако Ева излази желба да се бави со тоа, можам само да ја помогнам, но не можеш да помогнеш. Мораш да се изгориш за да мораш да го изодиш патот. Така. Мораш да го изгазиш патот. Мораш да си направиш сам кариера. Јас можам како совет некој да дадам што е добро од кого песна да се земе, не знам, да чуеме песната заедно, студио да обезбедам и така натаму. Логистика Но ти да друго, биде. да, а другото мислам дека ќе мора сам. Ама затоа си ти, Миле, не крал без круна, крал со круна. А како одеше песната? После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта и со памета. Со краја да е ова за со Епа. паметот, не за со љубовта со тоа е. паметот. Миле, навистина ми е многу жал што како беше се што има почеток, има и крај. Да. Жал ми е што ни завршува оваа дружба, ама завршува само пред нели камерите и рефлекторите. Пред камерите, да. Секако ние продолжуваме и денес и понатаму. Така. Драго ми е што ете успеавме да најдеме време конечно да се дружиме и уште подраго ми е што ти се допадна идејава да одиме на место на кое што не си бил многу одамна. И што тоа место толку многу ти се допадна, јавно вети дека ќе се вратиш повторно. 100%. 100% ќе се вратам. Набрзо, додека има снег нормално и додека е ова зимска идила. Пред да наздравиме нели за крај да се поздравиме онака официјално, јас морам да ти се благодарам тебе, да им се благодарам на моите пријатели Бубе Студио и Резервд и па не знам што да кажам. Беше Кажи ти. Имаше порано да дај биди така. не биди така. Која ја спомнавме дека ти е уште една бонус песна на албумот? Се што побарав од тебе, Господе. И Ти ми даде завршуваме. од срце, ако не можам себаб да ти вратам, црква ќе ти позлатам. Да сме живи и Да сме здрави. живи и здрави.